дека и сите колеги што ги прашаме, никој од нас не барам да не рачунат, не сум супер херои, посебни луѓе, ние сите сме обични луѓе. Ова е гласот на Кристијан Илов, чиј опис на сопствената професија идеално се вклопува во насловот на нашиот подкаст. Но тој не е баш најточен, затоа што Кристијан и неговите колеги влегуваат онаму каде што повеќето обични луѓе не би се осмелиле. Директен повод за оваа епизода се големите пожари во Лос Анџелес, на чија територија има големи природни предиспозиции и за пожари и за поплави. Но потенцијалните ризици стануваат реални кога во приказната ќе се замешаат лошите политики и институционалната негрижа. Јас сум Илина Јакимовска, а во 37-то издание на Обични луѓе ќе можете да слушнете како стојат работите на оваа тема во Македонија и дополнително, преку специјална репортажа од САД, ќе проследиме како изгледале првите денови од ширењето на катастрофалниот пожар во ЛА и кои се веројатните причини за него. Кристијан има 30 години, но изгледа како да нема повеќе од 22-3. На разговорот се појави насмеан, свеж и многу релаксиран. Завршил средно економско во Борис Кидрич, а сега е запишан на вонредни студии по психологија. Тоа веројатно дополнително ќе му помогне да се соочи со сите предизвици на професијата, која не секогаш подразбира само мускули и физичка издржливост, туку исправување со паника и стрес и кај себе и кај другите. Мене пати луѓе ме прашаат нели ти е страв. Нас сите не страв, нема човек кој нема страв. Меѓутоа ние учиме со таа обука и со тие вежби учиме стравот да го контролираме, во смисол не да ни биде тој не да не движи стравот, туку тој да не одржува свесни за секој чего што го правиш. Кога се подготвував за интервјуто, на различни форуми наидував на прашање: како се станува пожарникар? Одговорот е дека најпрвин се проаѓа курс, 6 месеци теорија, 6 месеци практична работа, со континуирано тестирање и оценување, а по неговото завршување се чека конкурс. Запрашан за тоа дали има вистина во некои онлайн коментари дека и во оваа професија главни за вработување се врските и партиската припадност, Кристијан не одговори директно, но многу илустративно опиша ни што се треба да мине низ еден таков конкурс. Конкурсот се состои од 4 дена. Првиот ден е физички проверки за 1 минута склекуј колку можеш, за 1 минута стомачни, јаже 4 метра треба да качиш, симнеш, згибови 10, скијачко столче 90 секунди треба да издржиш. Тоа е првиот ден. Вториот ден имаме трчање 2800 метра за 12 минути. Нели нормално се од 2800 колку поише изтрчаш, нели не кој е најспремен може 2800 за таа минутажа. Третиот ден имаме повторно во бригада каде што се качуваме со кукача, таа вид на скала, од приземје на први, од први на втори, на дворешно качување, потоа со целосна опрема и два апарати, тие се 13 кила еден, значи 26 кила во раце и опремата е уште 10 на 15 кила на тебе, треба да се качиш од приземје до 6 и надоле без престан. Потоа имаш интервју каде што се поставуваат 3 прашања, општо корисно, стручно ми се чини беше едното и уште едно, не знам како, и опширно, животно нешто така беше. И потоа имаш и писмен дел каде што зависи, например мене ми се падна да поднесам барање за лична карта ми се издаде. И потоа со скоп на сите тие работи се прави избир на поени, ти се вуват дали си вработен или не. И четвртиот ден извини пливање да го заборевте. Четвртиот ден пливање, 50 метра пливање. Ова не звучи баш како нешто што лесно може да се мести и да се лажира. Самите предиспозиции, но и ризичноста на професијата се дел од причините зошто Македонија нема доволно професионални пожарникари, а пак доброволните друштва не се секогаш добро обучени и соодветно опремени. Вака, ние треба да имаме еден пожарникар на 1500 жители. Зависно тука доаѓа и до моментот кукава територија зафаќа
општината, у смисла тоа се работи за па како што кажа па и Скопје исто, значи ние сме од Велешка Патарина до Тетовско, значи мора да ја земеме предвид површината покрај бројот на жители, нели колку пожарникари да имаме. Скопската бригада треба да брои речиси 500 пожарникари. Ние сме 170. Значи тоа не е ни нема, не е така. Сега има конкурс, ќе се примаат со надеж дека уште еден би имал, поради тоа што има доста колеги што ќе заменат во пензија. Сега дечките што треба да влезат со овој конкурс, ќе ја заменат онаа бројка што колеги ќе заменат годинава во пензија. Значи пак на исто ќе бидат. Па речиси на исто, можеби нешто повеќе. Кога сме веќе кај законот или кога сме веќе кај доброволните, тоа не е регулирано кај нас за жал како до оној степен кај што треба, да. Кога се работи посебно за доброволните, тие се први кои би требало да излезат на терен, како што е на пример некој шумски пожар. Каде што потоа ние доаѓаме како професионална пожарна служба за помош, меѓутоа не само за помош, не, туку ја преземаме контролата на акцијата. Имаме, не е само да имаш доброволни души, треба да бидат и добро опремени, добро обучени луѓе. Тука треба тоа според мене да се поработи малце. Кој ги води, како ги води, докај нивната спремност, нормално, да се инвестира во нив, како што треба да се инвестира во професионалните противпожарни станици, служби. Не е само човечкиот фактор, тука и опремата. Ние како што сме сега дефицитарни со луѓе, ние се случува, Чаир пожар ќе земам за пример, ние бевме повеќе 12 часа на пожар, каде што со колегата потрошивме повеќе од 10 апарати, а законски и правилно е повеќе од 2 да не потроши. Значи, тие се некои што даваме надчовечки напори во интерес нели да се среди ситуацијата и треба еден кандидат или еден пожарникар треба да биде спремен да го издржи тој надчовечки напор кој некогаш треба го дадем. Годишно не сме под 2500 нешто интервенции. Во принцип, просекот беше 4 пати дневно, значи 24 часа, од 24 часа 4 интервенции. Сега мислам дека за жал си има искачено на 5. Значи, тоа значи дека во моја смена од 12 часа може да се случи да не излеземе никаде, меѓутоа може да се случи да излеземе 8 пати. Велески бројав да пројде како командирот. Кога ќе се јавите на 112 или на 193 во најблиската противпожарна единица, не се огласува страшна сирена како во филмовите, туку едно навидом обично динг-донг, како да ви доаѓа некој на гости. Но по него во просторијата настапува молк. Одговорниот од командно-оперативниот центар се најавува со «Внимание, внимание» и потоа го соопштува видот на проблемот и локацијата. Понекогаш се важни и минути кои може да се загубат и во сообраќајната гужва низ градот, а потоа доаѓаат вистинските предизвици. Кристијан работи како пожарникар-спасител веќе 4-та година. Досега, за среќа, се нема случајно тој или некој од неговите колеги и двете колешки да настрада. Сепак бил во опасни ситуации, а во едно од нив му горело рамото. Во Драчево бевме на бараки гореа, кој наведом испод, тоа кога има таква ситуација, кога што отидовме на пожар кој мислевме дека е не толку, нема толку да се искомплицираат нештата, меѓутоа се работеше за стара барака, правено од пилевина, компресирана пилевина, па на тоа ставено кнауф, значи надградувана едно друго, каде што е искомплицираа целата интервенција. Јас и колегата влеговме внатре со цел да пробаме да го спречиме пожарот да се шири. Кога влеговме внатре, го бутавме плафонот и сега гасевме од едната страна, и изгасивме и сега требаше
да се префрлиме од таа страна, за да го бутнеме другиот дел на плафонот, од другата страна, за оттаму да изгасиме. И јас бев вториот човек, и како му викам, ние преку маските некојаш и викаме, ајде викам, сегаш сме у контакт, значи сегаш се држиме со друг, и цревото нас ни е излезот. Значи, единствен начин ние да излеземе, нели, кај што сме влегли, ни е цревото. Му викам, ајде да преминем од таа страна. Во тој момент, плафонот кој остана, падна врз нас. Ама на тој начин падна што мене ми ја бутна, јас бев, усари тогаш јас бев првиот човек, ми ја тргна мазницата од рака, ми ја бутна на земја, а него како падна го бутна и се позади нас беше влезот, вратата. Го бутна во ходникот. И ја врз глава, нели, како што падна, она се освестуваше таа милисекунда што викам ја, и овде вака горев. Упремата ми се имаше запалено од тоа што... А не ли тие се огноотпорни? Да, ја не чувствувам, видите, тие се огноотпорни, не горат, ама таа сепак еден слој ќе се запали, значи тоа не е нешто што... Не Iron Man? Точно, значи таа опрема да трпи дојде до степени да не нема, ама топлина не ја чувствуваме. Значи нормално е тоа е... Имаше некои последици? Не, среќа, благодарејќи на опремата и колегата одма стана, одма мазницата, така да со вода фала Богу, немаше некои последици, меѓутоа се случуваат тие ситуации каде што колку да президуваме ситуацијата, ете ќе отидеме на нешто, ја можам да кажам, отидов на отворен пожар на ова кај Ново Лисиче, Вардариште. И са Вардариште за жал постојано се запалува, постојано гори, тоа е пожар на отворено, меѓутоа јас не сум настрадал, во смисла не сум надишал чат никаде на затворен простор, ваму ми се случаја се надишам доволно чат да требаше да на токсикологија. Значи тие се некои ситуации каде што пак ќе кажам ќе отидеме на нешто што мислиме дека не е приспадне повеќе се случува. Сепак не секогаш опасноста доаѓа од пожар. Затоа што она спасител во описот на работното место на Кристијан често подразбира и кршење врати или влегување од тераса во станови каде што има лице што починало, вадење кучиња од шахти или спасување мачиња од покриви, но и пружање помош при тешка сообраќајка. Кога бевме на сообраќајка, имаше возило излетано кај Катаново мостот, возилото стоеше потпрено на тоа се дрвца. И прво што направивме, човекот беше се уште внатре, среќа е комуникативен, доста повреден, меѓутоа комуникативен. Пред да почнеме да работиме, односно да ја сечеме колата, возилото, го сечеме за да можеме да го ослободиме човекот, моравме да го затврстиме, односно да ја прицврстиме колата да не отиде надоле, бидејќи не можеме, нели, ипак самата тежина возилото, плюс ние да се подпреме доле, тоа е опасно. Ја затврстивме и прицврстивме за други дрва, едно друго, врзавме малотене колата и почнавме да работиме. Работевме, тоа беше акција може 2 сати. 2 сати пробувавме од кој начин, како да го извлечеме лицето. Успешно завршив, го излековме, успешно го качивме нагоре, до брза помош, се тоа, успешна акција. И дојде момент да ја ослободиме колата. И само што е едниот колега само што ја одврза од едната страна, јажето само што го одврза, таа се поднавали. Само што го одврзавме второто јаже и покрај другите пепели што имавме сами тргнавме, таа отиде надоле. Значи, замислете, пред 20 минути пред тоа да го правиме, јас бев натре до скоро половина во возилото, пробувајќи на човекот да му ставам шантова кравата, за да му го заштитам вратот при водејќето. И да, отпосле нормален тој момент на ова можеше да бидеме човекот уште тројца надоле без никаков проблем. Онаму каде што има ризик и страв, обично има и верување во нешта што пружат заштита или носат среќа. Светец заштитник на пожарникарите, според христијанското верување е Свети Тома, кој се слави на 19 октомври.
Но има и поинакви суеверија. Ама или, па има некои колеги си носат. Имам колега што работиме заедно уште од прв ден, он има една мајчка и он кога носи таа мајчка ние обавезно имаме интервенција. Тоа е интересно нешто, тоа и да сакаш да го направиш не може, да вика. А што има на мајчка? Нема обично мајчка, пожарна мајчка, ама ја носи таа, ние скачаме некаде на терен, тоа е многу интересно. И еднашка беше како да кажам, мирен период и он доаѓа со мајчката и јас си кјутам, и он кјути и едете идеме на пожари, вака ми прави кабатуле и вака ми прави. Не, тоа е не дека он ја носи за да има нешто, или некогаш можеш да ја носиш, ама облече таа обавезно излеземе некаде. Обично памучна мајчка Обично, со кратки рака. да, мајчка, службена мајчка, пожарна се, ама ете така некоја енергија не ваља носи, не знам. Кристијан и неговите колеги секако ги следат вестите за пожарите низ светот и сочувствуваат со своите колеги. Еве што вели тој за актуелните случувања во Лос Анџелес. За Лос Анџелес исто така има студија направено. Има Симпсонови баш, нели што ги викаат многу пати превитувачи на иднината, они имаат како гори цел град. Таму е направено истражување дека доколку, зашто таму има многу јаки ветрови. Доколку и фатат тие ветрови, дека цел град може да изгори, не само дел сакај што гори. И тоа е нешто што таму во интерес на парите, во интерес, верувам, во интерес на пари, во интерес да се направи градот, да зима нели даноци од градбисето, тоа е изградено и уште толку го имаат направено протокот поопасен за пожар. Затоа сега уствари имаат оваа ситуација која имаат. Потоа тука тоа е моментот, тоа се докаже дека не треба да се крадат ресурсите на противпожарните единици. Не знам за колку милиони, мовет милиони долари е скратен буџетот на тој департмент таму и се гледат последиците, еве, за жал. Потоа кај нив исто се покажа инфраструктурата за хидрантите дека потврли. Ова е речиси од збор до збор истото што го слушнавме од Дарко Митревски, нашиот режисер кој живее во Лос Анџелес. Тој и семејството го искусиле пожарот, иако тој за среќа не стигнал до нивното живеалиште. Неговата изјава е снимена на 24 јануари, значи повеќе од 2 недели од првите пожари во Пацифик Палисейдс и Малибу. И не дека не биле очекувани. Еве, 18 години живеам. Сушните години со дождливите години циклично си се менуваат, пожариве и поплавите, бидејќи кога се дождливите години имаме и поплави, имаме одрони на терен, луѓето ставаат песок, особено тие што живеат во брдовитите, во редестите населби ставаат вреќи со песок за да се заштитат од бујците вода. И истите тие се изложени на пожар кога ќе се случат пожари, бидејќи живеат сред природа, сред вегетација. Ние овде доле во низинските предели, кај што живеам јас, не сме толку изложени на природни влијанија, мада ги чувствуваме. И секогаш кога ќе се јави некој загрижен пријател или роднина да праша, гледав на вести, имало кај вас некој пожар, и јас секогаш одмавнам со рака и викам, осте, тоа е кога да живееш во Тафталиџе, а гори во Велес, да речеме. Бидејќи толку се големи дистанците во градот. Но, овој пат беше поинаку. Конкретно, моја приказна, која започна доста драматично, дента кога почна пожарите, почна на православен Божиќ, се разбудив сабајле, го однесов синот во училиште, се вратив дома да поспиам уште малце и ме разбудија некакви повици од неговото училиште. И сега тоа често се случува да се јави директорката да соопшти дека неделата ќе одат на излет и ја не кренав слушалица. После тоа сопругата забележав дека интензивно звони и пушта некакви пораки, се јавив и вика ги евакуира децата од училиште, ги носат во тука оближна една гимназија, има пожар кај нив. Океј, сме навикнале на пожари, не испаничив нешто многу, да не се сеќам до сега деца да евакуирале од училишта, обично пожарите се по ридовите некаде каде што нема училишта, каде што има воглавно шуми и вили на некои побогати луѓе. Ова е прв пат да слушнам дека, барем во нашиот дел на градот, дека пожариве толку ниско стигнале. И тргнав да го земам детево таму од кај што ги евакуирале
и првата гледка која што ја видов беше еден катаклизмичен облак од Чад, огромен облак од Чад, кој што покриваше добар дел од небото. И што е најинтересно, беше на западната страна од градот, каде што е океанот, и јас сватив дека, мислам, не може вода да гори. Не гори океанот, горат населбите покрај океанот. И сватив дека овој пат работата е сериозна, особено затоа што дуваше еден неверојатно силен ветер, над 100 км на час беше брзината на ветерот. На моменти достигна и до 120, 130, 140 км. Зависи како каде, ама беше страшно. Не можеше да се оди по улица, колку беше силен ветерот. И од тука натаму следевме вести. А вестите велеле дека гори Pacific Palisades, една од најубавите населби во Лос Анџелес, но и Алтадина на друг крај од градот. Наскоро пожарот ги зафатил и Холивуд Хилс, ридовите на театарот Долби, каде се одржува доделувањето на Оскарите. Тоа бил навистина кризен момент, бидејќи доколку овие 3 пожари би се споиле во еден, тогаш од LA не би останало ништо. Ни славните студија на Paramount, ни Disney, ни Universal. За среќа, тој централен пожар, тој во Холивуд беше ајде да речеме спречен. Не беше спречен, но за релативно кратко време беше изгаснат. До наредниот ден мислам дека беше ставен под контрола. Иако и таму изгореа некои куќи, некои шуми, и стигна до Sunset Boulevard, да речеме. Што, ако сте гледале филмови, аз сте гледале, сите сме гледале холивудски филмови, знаеме дека тоа е веќе онака градска зона. Паралелно со пожариве кои не стивнуваа и со денови не можеа да бидат ставени под контрола, протекоа разни информации за тоа што точно ни се случува. И добар дел од тие информации верувам дека стигнале и до Македонија и звучат неверојатно, добар дел од нив. За жал, сите до една се точни. Ама буквално сите до една. Јас од денови бев. Не ги слушав мејнстрим медиумите, затоа што одамна овде во Америка никој не верува на мејнстрим медиуми, туку слушавме разни YouTube блогери, онлайн емисии, независни извори кои што воглавно ги наоѓаме на интернет, кои што вика гости во студио, има луѓе на терен, известуваа за податоците и за димензиите на оваа трагедија. И да, точно е се она што веројатно сте слушнале во Македонија, дека имаше буџетски кратења од 17,5 милиона долари во градскиот буџет во име на некакви diversity, equity и inclusivity проекти, LGBTQ иницијативи, организации и слични ефемерности. Да, точно е дека во резервоарот над Pacific Palisades беше празен заради реновирање. Тоа е како да ти текне да ги затвориш плажите на Охрид во сред јули и да кажеш дека ги реновираш. Тоа е толку глупаво. Но таму немаше вода. Да, точно е дека хидрантите, добар дел од хидрантите, ајде не знам колкав дел, но еден дел од хидрантите не беше во функција ставен. Точно е и тоа дека е на времето урнаа брана во Северна Калифорнија и заради заштита на некоја риба и водата која што доаѓа од Северна Калифорнија кон Јужна Калифорнија ја пуштија кон океанот. Точно е дека уште во 2014 година граѓаните на Лос Анџелес на референдум гласа да се одвојат пари од градскиот буџет. Не од градскиот, од државниот буџет на Калифорнија за градење на нови резервоари во особено тие зони што се проценети како кризни, и точно е дека од 2014 до денес, значи поминале 10 години, не е со прст мрднато. Каде се парите, тоа допрва ќе дознаеме.
Точно е дека на 2 јануари беше издадена од кризниот штаб на градот беше се крена, како се вика тоа, беше издадена информација, алармантна информација дека следуваат силни ветрови кои што и инаку дуваат во сушните периоди. Тој ветер се вика Санта Ана, доаѓа од пустината и е многу силен и многу вруќ. И нам не ни требаа некои информации од кризните штабови, затоа што го чувствуваш тој ветер со недели предходно, пред да се случи неговиот пик. Ти се суши кожата, ти се суши слузницата во ноздрите, ти се суши цвеќето на балкон, знаеш дека дува Санта Ана без никој да ти каже и знаеш дека ако не врнело есента, дека сега ќе има пожар. Мислам, ние баш пред Нова година направивме муабе дека со супругата дека ќе ни се случи пожар наскоро, ама не, на крај памет не ни беше дека ќе ни горат комшиите. Исто е така да е точно дека буџетот за борба против пожари било сакатен, освен овие 17,5 милиона кои што ги спомнав скратени, 100 високо квалификувани пожарникари уште на времето, пред некоја година, во времето на ковид пандемијата, беа набркани од работа затоа што не сакаа да се вакцинираат. 100 возила, значи механизација неопходна за справување со пожари, биле вон употреба, вон функција, затоа што парите биле пренаменети и се немало пари за механичари. Добар дел од тие пари е отиден за некакви социјална заштита на илегалните имигранти овде во Калифорнија, што дополнително ги разбеснува луѓето. И така натаму, да не спомнуваме за тоа дека гувернерот на Калифорнија со прст не мрда да ги превенира ваквите работи, бидејќи ако знаеш дека дува Санта Ана, со денови порано треба да ја распоредиш механизацијата против пожарните служби, луѓето да бидат на терен, хеликоптерите да бидат подготвени и полни со вода, односно авионите, канадерите, и чекаш да видиш каде ќе гори и да почнеш да гасиш веднаш што се случи. Тоа не се случи, не само што не се случи, туку и градоначалничката на Лос Анџелес беше замината. Ако не се лажам, на 2 јануари беше кренат алармот, на 3 или на 4 замина за Гана да присуствува на церемонијата на прогласување на новата влада на Гана. Нешто што апсолутно нема никаква врска со интересите на луѓето во овој град. И тоа е нешто што допрва сега во месециве што доаѓа ќе биде проблем кој што ќе се решава и економски, ама не само и економски, туку и политички. Луѓето се гневни, изгореа куќи на многу богати луѓе, да, Pacific Palisades, но изгореа луѓе на средна класа, па и ниско средна класа во Алтадина. Алтадина е една мешана населба. Таму има и богати, и средно богати, и средно сиромашни, и сиромашни. Изгореа сите. Добар дел, сега не знам колку добар дел, ама еден дел од нив не можат ни да си ги изградат куќите. Да речеме, овие куќи на Малибу, покрај брегот на океанот, кој што ја формира онаа преубава гледка која знаеме од разни филмови, кога возиш покрај Малибу, па има тука куќи, па плажи. Тоа се изгледа како појасот на Газа. Слушнав дека тие куќи не може да бидат повторно изградени затоа што во меѓувреме се донеле некои регулативи законски дека не може да се гради покрај обала. Што е изградено е. Повеќе не може. Сега тоа што е изградено изгоре и бидејќи не може повторно да се гради, ја не знам што ќе прават луѓето со тие имоти. Во други зони, како да речеме во Алтадина, сменете. Тоа овде не се вика така, овде се вика зонинг, ама да објаснам понашки генералниот урбанистички план. И таму каде што биле индивидуални резиденцијални објекти, значи имаш куќа, имаш плац, имаш гаража,
имаш некакво дворче. Сега тоа е наменето во меѓувреме, пренаменети се тие зони за згради. И сега ти немој, ти изгорела куќата, не можеш да ја обновиш, затоа што на тоа место, по новиот ГУП, треба да биде зграда. Да не збориме за тоа што добар дел, еден дел од луѓето и немаат осигурување, бидејќи осигурителните компании одбија, и тоа беше пред неколку месеци, но отпосле дознавме за тоа, барем ние пошироката јавност, дека осигурителните компании одбиле да осигуруваат во кризните подрачја, бидејќи, и тоа токму Pacific Palisades беше од нив, едно од тие кризни подрачја, бидејќи локалните власти и властите на Калифорнија не мрдаат со прст за заштита, а ризикот од пожар е голем. И конкретно беше наведено една од причините зошто ризикот голем, затоа што не се чисти, не се одржува природата, не се одржуваат шумите, грмушките, сите оние лисја попаѓани под нив не се чистат, не се одржува, не се спроведува нешто што се вика овде fire break, контролирано горење на теренот. Значи, ако има некој рид на тебе, ќе изгориш контролирано, намерно дел од ридот, за да не може пожарот да стигне, ако се случи пожар, да не може да го премине тој дел, да нема што да гори помеѓу тебе и шумата горе на ридот. Она што го спаси градот беше солидарноста меѓу луѓето, кои што стварно си помага едни на други, многу. Имаше случаи на луѓе кои вклучуваш шмркови самите по дома или црева и ги гасеа куќите на комшиите. Такви случаи имаш. Луѓе кои си помага едни на други да се евакуираат, бидејќи градот покажа неспособност да ги евакуира луѓето. Па имаше сцени онакви какви во апокалиптични филмови, заглавени со коли, луѓе искачаат, ги оставаат колите да горат, трчаат пешки да се спасат. Богу фала, пожарникарите на теренот не загубија глава во ниеден момент и таму кај што немаше вода, импровизираа. Ги гледавме со женски чанти како трчаат да гасат пожар. Ги полнат со вода од цистерна и трчаат, бидејќи хидрантот не работи, например, и така натаму. И тие луѓе беа изложени на страшна опасност. Мислам, тоа сите фотографии, сите снимки кои ги видовте, нешто се реалистични, нешто не се филмувани, туку ние овде ги гледавме со голо око. Да речеме, јас сеќам првата вечер искочив на автопат горе се качив, бидејќи ние сме во низина, од зградиве не се гледа точно како горат ридовите, ми требаше некоја повисока точка. И еден од автопатите поминува тука, непосредно до нашава населба, и се качив на автопат е само подигнати така на столбови, и оттаму се гледаше пожаров со голо око, мислам, онака, просто ти иде да пружиш раце да се загрееш. Бидејќи освен што беше ветровито, беше и студено навечер. Преку ден беше топло, затоа што тој топол ветер креваше температура, навечер таа температура паѓаше и само од кај овие огноиве доаѓаше топол воздух и чад, многу чад. Неколку денови моравме да одиме со маски на лицата, бидејќи препораките лекарски беа алармантни. Не гори обична шума, туку гори архитектура, значи таму има гипс, азбест, шоли се има во куќите на луѓето. И не е сето тоа баш препорачливо за дишење. За 15 години ќе дознаеме дали ќе се зголеми бројот на заболени од рак на бели дробови или не. Како и да е, една голема катастрофа, која што не можам да кажам не беше неизбежна, затоа што пожарите се овде дел од животот, исто како и поплавите, исто како и земјотресите кои што се случуваат во Јужна Калифорнија, бидејќи исто како и Скопје си е трусно подрачје, но добар дел од тоа можеше да биде превениран особено што се знаеше.
Тоа е приказната за Лос Анџелес, која лесно може да биде сечија тажна приказна во ситуација кога ќе се спојат елементите во така наречениот пожарен триаголник – гориво плюс кислород плюс топлина. И кога на оваа формула ќе се надоврзат недоволното планирање, бирократијата, глупоста, политиката. Тогаш останува само да се подпираме на храброста и пожртвуваноста на луѓето како Кристијан и неговите колеги. Многу пати вереницата ме зафркава. Вика, влегуваш во оган, влегуваш ваму, влегуваш таму, ако треба да ми земат крв, ја прв со несвестом. Значи сите ние имаме, пак ќе кажам, сите ние имаме страв, сите имаме ние нели некои нешта. Не сакам да не сметат за суперхерои, според мене сите професии си имаат вид на суперхеројство. Например, ако гледаме така, за мене наставникот има поголема важност од некои професии што им се оддаваат значење. Па тој едуцира младината утре за мене да ме цени, за да ги цени полицајците, здравствените работници, војската и така натаму. Така да, дека треба да имаме некој посебен статус, како се почникари, што не. Пречекот на луѓето е различен. Додека стигнеме, знаете како, на тој што му гори и секунда му е саат. А додека стигнеш, секоја секунда него му е вечност. И кога стигнеш ти, ајде, кај сте до сега, додека не се стави ситуацијата под контрола. Кога се стави ситуацијата под контрола, ти веќе за нив си се и се што не. Сме имали ситуации, за жал, каде што и се нападнати колеги, имаме ситуации каде што не пречекуваат и не оставаат да се сработиме работа без никакви проблеми и потоа и сокче, вода, кафе обавезно, тоа зависи од времето и зависи од се. Така да, различни ситуации, крената е свеста кај луѓето за противпожарната служба, што ме радува. Убаво ми е, мене најубав момент, знаете кој ми е моментот кога кидеме некаде и фала Богу, нели, ке нема ништо, ама сепак се симнала цела зграда доле и пак, нели, пожарна доаѓа. Децата кога дојдат, па сакаат опремата да ја ставаат, па те прашуваат, некако тоа е најубавиот момент и кога ќе видиш, тоа е почитувањето кое го сакаме и кое го ни е потребно, нас не ни треба не знам, пак ќе кажам, посебен статус во општеството. Како што велат во американските филмови, им благодариме на нашите пожарникари за службата и посакуваме да имат што помалку интервенции. Затоа мораме и самите да им помогнеме. Да ги одржуваме цревата и хидрантите по зградите. Да последуваме и да знаеме и самите да ракуваме барем со најосновен противпожарен апарат. Да не гасиме струја со вода. Ако има чад, да не одеме исправено, туку да ползиме. И да не паничиме. Како што се поздравуваат пожарникарите кога предаваат смена, само со мирно нека е. Ова беше 37-та епизода од подкастот Обични луѓе. Јас сум Илина Јакимовска. Аудиомонтажа Бојан Угриновски. Оригинална музика Иван Јакимовски. За целосен транскрипт, направен со платформата Буки и фотографии, посетете на обичнилуѓе.мк. И не заборавајте, дека според Законот за пожарникарство, секој од нас има обврска да пријави, а ако е во состојба и да изгаси пожар, кој предизвикува не само лична, туку и општа опасност.